Нема поголем непријател од историското непознавање. Без тоа, само дополнително се остава простор на оној што е негаторски настроен уште повеќе да ја засили својата кампања. Токму денешниот ден во 1893 го оживотворува времето и од тогаш од куќата на Христо Батанџиев во Солун почнува да се везе македонскиот историски вез. Во мисловниот триаголник на времето, историјата и Македонија стои националното тежиште на македонскиот идентитет. Кои сме ние? Без настаните, секундите, минутите и годините би биле само одбројување на времето. Случките ги вдахнуваат дамарите на македонското сепство, го оживотворуваат времето, пулсираат во органонот на македонската вистина. 23 октомври 1893 година. Солун, куќата на Христо Батанџиев. Тој, Христо Татарчев, Даме Груев, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Петар Попарсов ги избркале историските молци кои со години ги гризеле конците на македонската везилка. Формирана е Македонската револуционерна организација. Станува прва и дотогаш единствена масовна народна политичка организација која ќе застане како политичка сила зад македонското население и во рамките на другите европски политички сили ќе се бори за автономен статус на Македонија во империјата, а автономијата како преодна етапа кон создавање на самостојна независна држава. Берлинската конференција, првиот устав на Македонската револуционерна организација, Крушевскиот и Младотурскиот манифест се најсилните противотрови за хегемонистичките аспирации врз македонските државотворни амбиции, кои не почивале врз националистички принципи, туку врз мултиетнички и мултикултурни императиви. Овие темелни придобивки, судбински плетени со векови, се препознаваат и во поновата македонска историска везба. Во 1943 година, пак во октомври, е донесен и манифестот на главниот штаб, каде што исто така се повикуваат севкупното македонско население за борба против окупаторите и за создавање на самостојна македонска држава. Од овие манифести подосна на Асном произлегува Асновската декларација и веќе 46 година се појавува и првиот устав на Македонија согласно наведениве манифести, и тоа се темелни документи на македонската државност. И оттука првата македонска револуционерна организација со право е прогласена за државен празник и со право треба да го празнува сите граѓани на Македонија. Ние не сме историски сираци препуштени на посвоителските симпатии на некои самонаречени старатели. Ние сме вчера, денес, утре, сега и за секогаш, силно заштитени во родителската преградка на таткото минатото и мајката Македонија. Пред фактите и боговите молчат. Но нашиот јужен сосед се уште со сите сили настојува проблемот со името да го искачи на врвот од агендата на својата надворешна политика. Грција денеска доби одговор од Македонија. За премиерот Груевски, решението е во двојната формула. Грција доби одговор од Македонија на зачестената на моменти еуфорична прозивка за решавање на прашањето за името, секогаш одново зачинета со заканите за вето на нашето приклучување кон НАТО и кон Европската Унија. Содржината на одговорот ја соопшти премиерот Никола Груевски. Наше право и должност и обврска како влада и мене како премиер ние да се бориме за задржување на нашето уставно име, Република Македонија, името кое што целиот народ во Република Македонија го посакува. И тоа е наша задача, наша обврска и во тој правец ќе се стремат и сите наши напори, независно дали ќе се интензивираат или ќе се забават или што и да се случи. Имињата кои деновиве на големо се вртат по грчките весници, Република Македонска, уставното име со додадена латинична транскрипција и Република Нова Македонија се наведуваат како најсериозни предлози на медијаторот Нимиц, што ќе ги представил на првоноемврискиот старт на продолжението на разговорите во Њујорк и на кој ќе инсистирал на заеднички прифатлива солуција. Со цела задршка за објективноста на написите, сепак би рекле ова многу личи на грчката визија за решавање на спорот. Не е ни прв ни последен пат да слушаме шпекулации, веројатно ќе ги има и во иднина. Официјалниот став на Република Македонија е решение врз основа на двојната формула. Уставното име за комуникацијата со светот и заеднички прифатливо достоинствено име што би го користела само Грција во релациите со нас. Ова е максимумот на македонските отстапки, на кои се надоврзуваат и оние за промената на знамето и неколкуте амандмани со кои е збогатен уставот. Ова е став за кој има национален и политички консензус. Ние сме сведоци на еден зголемен активитет на грчката дипломатија, која што користи приликата пред упатувањето на
поканата до Република Македонија за членство во НАТО, да ги постави своите барања, кои што слободно можеме да ги наречеме уцена. Очекувам дека Македонија ќе знае да ги понуди своите аргументи и своите факти до собеседниците од меѓународната заедница, затоа што вистината е на наша страна. Грчкото инсистирање за решавање на името што побрзо коинцидира со априлскиот самит на НАТО, но и со окрупнувањето на блокот земји што го признаваат нашето уставно име. Ако и ова не е доволно за Грција, еве го и ставот на првиот човек на секцијата за Европа на франкофонската организација, што е присутна на сите светски континенти. Република Македонија е реалност, држава која постои. За нас постои едно име, а тоа е Република Македонија. Треба да се разбере и постојано да се нагласува за да не се заборави дека името на вашата земја треба да и остане. Не треба да се навраќаме на историјата и на спомените што ги буди таа. Пред фактите и боговите молчат, вели Дегилаш. Ке замолчили и Грција и ке го свртили погледот напред, наместо да им робува на стереотипите од минатото во кое сите ние на овие простори имаме свој удел, а со тоа и печат. Доцна синоќа, Македонија, Хрватска и Албанија од министрите за одбрана на состанокот во Киев добија силна поддршка за добивање покана за членство во НАТО алијансата на следниот самит во Букурешт. Утре министрите за одбрана, меѓу кои македонскиот министер Лазар Еленовски, ќе имаат средба со генералниот секретар на алијансата Шефер. Од Нордвик, Холандија, се јавува Лидија Чакар. Во Киев, од каде што уште еднаш беше потврдена поддршката за земјите од Јадранската група Македонија, Хрватска и Албанија за добивање покана за членство на идниот самит на алијансата во Букурешт, следна дестинација на министерот за одбрана Лазар Еленовски е во Холандија. Еленовски таму ќе учествува на неформалниот состанок на НАТО министрите за одбрана со не НАТО ИСАФ контрибуторите. Целта на состанокот е координација на сите активности што се однесуваат на Афганистан, што ги опфаќаат воениот дел, тимовите за реконструкција, обука на афганистанските безбедносни сили, како поддршка на афганистанската влада. На состанокот во Нордвик, покрај генералниот секретар на алијансата Јабдехоп Шефер, ќе присуствуваат и министерот за одбрана на Афганистан, представници на Обединетите нации, Светската банка и Европската комисија.